Почитувани, не запира дивењето на насилникот Нефи Усеини. Најомелениот градежник на власта вчера нападнал човек. Му се заканувал дека ќе го убие и го влечел по земја. Усеини, според сведоштвата на жртвата за медиумите, крадел вода од него. Тој на диво се приклучил на водоводната мрежа на жртвата. А кога тој повикал, екипа од водовод бил нападнат од Усеини. Според зборовите на жртвата, Усеини му се заканувал со зборовите: "Јас сум советникот Нефи, јас ќе те убијам." За насилниот настан постојат и фотографии кои ги објавија медиумите, а и сведоштва на присутните. И по ваквото сведоштво и по пишувањето на медиумите, Нефи Усеини е се уште на слобода. Јавното обвинителство, а и полицијата го штитат. Усеини е оставен да дивее низ Охрид и да ги плаши граѓаните. Ова не е прв пат Усеини да нападне човек и да ја загрозува безбедноста на граѓаните. Ова е трет напад на Усеини во рок од 4 месеци. Претходно тој нападна и инспектор од општина Охрид, па и советник од Советот. До кога власта ќе го штити Усеини? Дали е потребно Усеини да убие човек за власта да реагира? Апелираме МВР и јавното обвинителство веднаш да постапат согласно закон и да отпочнат соодветна постапка против Усеини, а не само да го повикуваат на информативни разговори. Потребни се конкретни мерки и чекори за сузбивање на насилието и девењето на Усеини, кој години наназад ги заплашувал граѓаните и оставен од Заев да прави што сака. За сето насилие, за криминалот и корупцијата на оваа власт, начело со Зоран Заев, потребно е итно распуштање на парламентот и организирање на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам на вниманието.